Не се препорачуваат за деца по 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечер ви имам особена чест и задоволство да го поздравам Горан Трајковски, еден од нашите најменентни, најпознати и култни музичари во Македонија. Добро вечер, Горан. Добре дојде. Добро ве најдов. Постфестум, после големиот концерт кој го одржа во Битола на Светов убавина, негде во мај месец беше, ако не се лажам, 15 мај. 9 мај, се извинувам, да. Така имаше најава. Навистина спектакуларен концерт. Долго ти траеа подготовките. Уште ја вртиш онаа приказна од Мизар на Светов убавина, тој концепт како, знаеш, кој ќе го споредам... Кобна убавина, мислиш, така? Кобна убавина. Да. Кобна убавина? Кобна убавина. Добро. Да. Кобна убавина на Светов убавина. На Светов убавина е реченица од театарската представа Хамлет, Шекспир. Значи, Хамлет, кога зборува за човекот, какво суштество е и, го објаснува и го кажува The beauty of the world или на Светов убавина. Јас така си го преведов, тоа не е буквално така, но си го модифицирав и... Впрочем, една од песните кои што ги изведувам на овие концерти се вика токму на Светов убавина и е направена за театарската представа Хамлет пред 5-6 години во Драмски театар. Токму, ако веќе се фаќаме за поводи, токму тоа е поводот за именувањето на концертот. А има ли некоја допирна точка, бидејќи многу силен концепт го извади, ако можам да го споредам, тоа е као Waters која го направи The Wall. Така да кобна убавина, нарацијата, наративниот пристап во музиката, што е многу реткост, барем кај нас е без преседан до сега невидено и тоа фантастично звучеше. Дали тоа е таа нишка заеднички именител кој го влечеш како идеја, како инспирација уште од Мизар со кобна убавина? Мене ми е барем слично, затоа и го асоцирам. Може би ми се лоши асоциации. Наративноста на тој концерт беше всушност еден вид на позајмица, парафразирање на почетокот на големиот филм на Ларс фон Трија, Европа. Токму тој почеток на филмот, еден вид на стилизирана хипноза, го преведовме на македонски и со помош на гласот на Владо Јовановски, кој што навистина прозвучи морничаво и многу сугестивно, го најавувавме она што во тоа време беше. Ова е нешто поинакво. И се работи реченицата го најавувавме она што што ова сега ни се случува, да. Тоа беше можеби најсилниот твој политички ангажиран текст кој низ уметноста, извини што не ти дадов за денеска, ама кобна убавина денеска, она што го направи ти со тој концепт, денеска актуелноста како може да се заклучи дека тоа навистина како уметник си имал многу силна визија за дегенеративноста што ќе ни се случува и еве денеска она што го живееме. Дегенеративност во тоа време се уште Европа 90% од овие простори овде, не само Македонија, цел Балкан, ја перцепира како најубавата сладкарница во која бесплатни сладки ќе ни делат и ќе не канат и ќе не галат по глава и така натаму и така натаму. Ама реалити бич. Тоа ја нели со мојот
бурек речник го кажувам, а ти го кажа на еден суптилен начин и едноставно беше многу тешко отпор да се даде кога на таков висок уметнички начин се дава една таква ангажирана слика за нешто што тогаш во тоа време просто и немаше критика. Да. Сега се помислим дали го има тоа на YouTube. Мислам дека го нема, не. Мислам дека го нема прологот. Мислам дека не е ставен на YouTube. Но и јас го имам некаде дома. Се уште го чувам. Од Кобна убавина говорот, прологот? Да, прологот. Ај ќе пробам да го најдам. Да, провери. Па сега ти ме фалиш тука, а јас се вадам и кажувам дека тоа е всушност парафраза. Ајде да наречем некој го омилен збор ми е крадење, нели? Да речем го украдов од Ларс фон Триер. Филмот Европа на Ларс фон Триер е снимен во 1980-тите години. И јас како младо дете за прв пат го гледав на кинокултура или кино Вардар, тогаш уште постојат и кино. И тоа беше на некој си, како се вика, фест. Фест се викаше, да. Како доаѓа филмови од Белградскиот фестивал, па недела дена нешто ревија некоја ни пушта. Се работи за 80-тите години. Фон Триер ја опиша така Европа и ја виде со своите очи уште во 80-тите години, кога таа не беше ни всушност ни создадена онакво какво што е денес. И неговата игра уметничка, сплеткување на приказната и неговите асоциации на неговата игра со случките во поствоена Германија. Значи, Германија, која е всушност ослободена, но, читај, окупирана од западните сили, Франција, Англија и Америка, и преку судбината, да, но ова се работеше за онај така наречено западен дел, доаѓањето во Европа на еден млад американец да работи како доброволец, хуманитарно, и всушност неговата смрт и погибија во таа Европа и неговото давење на дното на една од германските реки. Сето тоа го символизира идеализирањето на заблудата, за рајот на земјата и идеализирањето на заблудата за нешто што е од човека создадено, а е далеку од совршено. Напротив, токму е спротивното. Несовршено и погубно. Ларс фон Триер нема филм да направи, да не ги возбуди духовите. И навистина, се едно што ти се обидуваш да тоа го извадиш како идеја, чиста идеја ретко и се наоѓа. Секој може да најде инспирација од негде до негде и така натаму, но сепак Кобна убавина, ја пак ќе ти повторам, Роџер Вотерс извади уште низа албуми и проекти после Pink Floyd во кои ја препозна таа своја силна нишка на отуѓување и така натаму. И многу силно до денеска, например, не знам дали го слушаше неговиот последен албум, тоа е веќе човекот е баш од ова нешто слично, само нема толку силни артистички побуди во себе да почнува, тоа е шокантно, он почнува веќе пцуе. Многу вулгарни му се веќе неговите стихови.
затоа што веќе политичкиот ангажман суптилен низ уметност. Видов нешто од Да. последниот. Од последниот албум. Не целиот, но нешто веќе видов. Знам за што зборуваш. Да. Согласувам. И тоа е многу интересно што знаеш, она кога збориме за музиката, како да се навраќаме, како да луѓето повторно се навраќаат на панк периодот. Бидејќи, знаеш, кога се појави панкот, бунт, ама зашто бунт? Еве не сега, после 30-40 години, имаме многу простор да го артикулираме. Го изгубивме движењето како нели, кој произведе многу, ама сега сваќаме колку она што ни се случува, сега таа музика може да ми го илустрира или да ја рефлектира мојата внатрешна состојба. Што секогаш е тенденција на еден уметник да преку, особено музичар која го прави. Ти многу добро, твоите почетоци се и во панкот, просто да кажем на едно инстинктивно ниво, едноставно бунтот на идеализирањето. Бунтот на панкот беше естетска, како се вика, писмена вежба на тема Орвел 1984 година. Значи, со таа естетика се служеше, а денес таа естетика е туѓа. Комунизмот како утопија пропадна и денес живееме во матриксот. И нели малку луѓе се вон матриксот. Главнината од луѓето се неговите бранители. И живеат во него. И денес предпоставувам дека е неопходен еден друг вид на реакција, еден друг вид на како се вика, живење вон тој состав, систем, како сакаш наречи го. Да, знам што сакаш да кажеш, но затоа се надоврзав дека ништо не е исто и никогаш ништо не се повторува без разлика колку и да изгледа слично. Движењето е еден вид на вртење во круг, но не никогаш во исто место, секогаш како во спирала, правец, одреден правец и околу себе. Бидејќи вртење за 360 и пак враќање на исто место. Никогаш не се враќаме на истото место. Движењето е ова, во спирала и праволиниски. Дали можеш, еве, бидејќи твоите музички почетоци беа токму со тој музички израз, затоа што сме разговарали и приватно и така натаму, инстинктивно доаѓало. Немало многу overthink или концепт правење. Туку едноставно внатрешен бунт и чувство дека тоа треба да се искаже така како што се искажува. Само така, никако поинаку, бидејќи се друго е нарачка. Или, како се вика, да, нарачка. Дури ако е од себе, ако размислуваш, правиш диалог и правиш концепт собствен, ова сакам да го кажам, она сакам да го кажам. Па нарачка е човек кога работи нешто мора да има внатрешно покритие за тоа. И ако нема такво покритие, тоа се познава. Како се познава? Се познава по неубедливоста, поточно остава рамнодушност зад себе. А кога има внатрешно покритие, има реакција, има или поддршка, или негирање, или сакање, или мразење. Значи, Публиката го чувствува тоа. Збориш конзументите кои ќе го перцепираат, тоа ќе го препознаат фейкот. Да, или го сакаат тоа, или намерно го игнорираат. Значи, гледаат да го избегнат. Иако е многу рано од почетоков на разговоров, но ме интересира. Потребна, се навраќам на една твоја реченица сега вечерва што ја кажа, потребна е поинаква реакција. Дали можеш да препознаеш, ако веќе не си веќе 20 годишен, не си тинејџер, не знам дали ги имаш тие пориви што си ги имал некогаш, но дали можеш, дали имаш некоја предпоставка на својот израз или дали можеш да препознаеш негде дека некој во некоја субкултура
како што некогаш беше панкот, надвор од сите мејнстрим медиуми и така натаму, се израѓаше тој пат. Дали приметуваш дека ете тој некој нов израз кој ќе биде актуелен можеби за 10-20 години, го приметуваш негде, некаде дека се раѓа? Можеш ли да го насудите? Бидејќи ти Никогаш нема да се повторат работите што се случува во текот на 80-тите и 90-тите години на 20-тиот век. Па и да речеме на почетокот на ова столетие ново. Кога зборуваме за таа популарна музика или условно речената, нели некои ја нарекуваат субкултура, не знам зошто, но добро, ја нарекуваат. Извини. Да, ја нарекуваат, но добро, јас не се согласувам со тоа. Тој вид на жива култура. Субкултурата е погрден термин за всушност културата на крајот на 20-тиот век. Живата култура која што се создаваше, естаблишментот ја нарекуваше субкултура. Нормално со навредлива конотација во сето тоа. Ја па субкултура која го употребувам со најголем пиетет. Да, но името, кумовите на субкултурата го дадоа името со цел да го омаловажат и да го навредат. Нешто што е под култура, нешто што не е достоинствено да биде култура, значи затоа го нарекува, но тоа беше единствената сериозна жива култура која што се создаваше, не беше финансирана и субвенционирана од ништо и од никого, че беше потполно правена бесплатно и која со текот на времето, значи почетокот на 90-тите и крајот на 20-тиот век, почетокот на 21-виот век беше во потполност задушена со комерцијализација, значи со ставање на таа култура и нејзино трансформирање во производ и поставување на истата на рафтовите од самопослугите. Нешто кое што има цена, нешто што може да се купи со пари и нешто на што може да се залепи лепенка, етикета и да биде наречено, именувано, сортирано и поставено во продавниците, нели, за правење профит. Токму тоа се случи. Музичката индустрија пропадна. Навистина пропадна. Денес постои потполна конфузија и беззаконие во така речениот нивен профитерски порив. Не знаат на кој начин да земаат пари од музиката. Еве, на пример, утре ќе снимам нешто, некој албум и не постои дискографска индустрија повеќе. Не само јас, да речеме тие што создаваат намерно, кои што размислуваат трговски, значи кои што не размислуваат уметнички, туку комерцијално, економски. Размислуваат, не знаат како да го направат тоа. Едноставно работата не оди, не тече. Нема продажба, нема големи пари. Единствената заработка денес во музичката, условно речена, индустрија, посериозна и по-опиплива доаѓа од концертите. Од концертите, да. Еве, бидејќи не се продава конкретен продукт. CD, веќе, вакво, ова е раритет, ова е зверки на изумирање. Никој не го купува и нема кај да го свири. Веќе и компјутерите се продаваат без CD плеери. Оние CD плеери не постојат повеќе. Download. Благодарејќи на YouTube, благодарејќи на интернет, музиката стана достапна секому, а овие не знаат како да ја наплатат, нели? Само концертите останаа како нешто атрактивно. Да, мене на еден начин ми е мило. Да. Што се случи ова, бидејќи... Ти си музичар, еве, ти издаваш албум, ти живееш од ова. Но добро, јас, нели, како се вика, бесплатно добивам, бесплатно давам, колку што е возможно, дали тоа да се направи. Се што сум го добил бесплатно. Као инспирација и као музика. Па, апсолутно. Ама струјата и водата дома не се бесплатни. Добро, тоа е некој си... Екзистенцијален проблем. Да, зборуваме за екзистенција. А јас ги спомнав оние
астрономски суми од милиарди и милиарди, значи изразено во пари, кои што ги вртеше музичката индустрија. Таа индустрија која што нарасна до таа мерка и големина се воздигна толку високо во својата гордост, што мислеше дека е буквално семоќна. Почна индустријата да создава и да измислува уметници. Тоа така се разбудивме во 21-то столетие. Така, од фиока донесија некоја фрцла што и така натаму и така натаму. Така, Тоа почна уште на крајот на 20-тиот век да се случува. Кога почна бендовите да изумираат. Која е разликата меѓу на почетокот кога се појави поп културата или рок музиката и значи 60-тите години, 50-тите и 60-тите и 90-тите и почетокот на 21 век. Која е разликата? Во тие времења, значи во времето на рокот или на панкот, музичарите, уметниците кажуваа што ќе се слуша, диктира и каков ќе биде албумот. Beatlesi, Stonesi, Velvet Underground. На крајот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век, маркетинг агенциите и музичката индустрија тие кажуваа што треба да се слуша и како. Кети Пери ни вадеа. Да. И сега се случи тоа што се случи. Логично беше дека така ќе заврши, но ете, јас си мислев дека нема да го доживеам тоа време, но дојде побрзо отколку што мислев. Мислев дека тоа ќе биде многу далеко некаде која ќе пропадне, но многу побрзо дојде сето тоа. Еве, ќе кажем еден податок. Изминативе години почествувам во Германија, работам со Daniel Lakajan и тоа е еден посериозен пазар од 80 милиони луѓе, жители. И таму уште има продажба на ова, но нели во споредба бидејќи се 80 милиони луѓе затоа. Инаку да се 800.000 ќе нема ништо. Сакам да кажам дека има уште нешто ситно продажба, но тоа е неважно. Публиката, луѓето неволно даваат 15 или 10 евра за CD. А многу полесно даваат по 50 и 60, дури и 120 евра на последнава турнеја на Daniel Lakajan, кој што се случуваше по филхармониите низ Германија, че дури и до 120 евра даваа за Берлинската филхармонија за да го гледаат концертот. Зборуваме за бројки од 1800 до 2500-600 илјади луѓе, значи за една турнеја од 6 концерти и следната година уште 6, мислам дека така. Говори за Daniel Lakajan. За Daniel Lakajan. Продажбата на CD-њата е незначителна. Повеќе се сведува на сувенир од концертот. Па и тоа луѓето не сакаат да ги дадат парите за ова. А за концерт ќе дадат 5 пати повеќе. 6 пати. Зошто е тоа така? Тоа нека седнат социолозите и нели оние што ја следат феноменологијата на поп културата и нека анализират. Јас имам друга работа, сега не можам да размислувам за ова. Имам со снимање албум. Но ова збори нели се надоврзува на тоа што викаш, задоволство ми е што таа индустрија која бидејќи уметниците на вистина состав, бенд. Тоа беше во суштина една група на артисти, на уметници, кои заедно твореа и создаваа нешто. Не е важно еден подобар, но има автентичен продукт. Едни спрема други си беа репер. Значи немаше трет човек кој од финансиски причини им наметнуваше каде ќе идат. И точно почна имам песна у фиока, ова добро изгледа, ајде Кети Пери, а правиме звезда. Тоа ќе го снајде и фудбалот, Јанко. Готра, полека, малце. Луѓе уште не знаат дека ја и ти сме првите што правиме пренос. Не знаат. Тоа ќе го снајде и фудбалот.
Знаеш колку огромни пари се вртеа во музичката индустрија. А групите и пејачите или музичарите подпишуваа договори како фудбалерите. Да, на да. 3 години, 5 години, 10 години за 8 албуми, 5 години за 7 албуми и така натаму. И тоа беа сериозни суми, да речеме, добра, овие што беа најкомерцијалните имиња, тоа се веќе огромни пари, но зборувам за така наречените и дури и во така наречените underground кругови, имаше договори по стотици илјади евра и долари. Ти нема да се... Добре, ајде. И се случи тоа што се случи. Се занесоа луѓето, почнаа да подпишуваат за 5 години да ветуваат дека ќе снимат 7 или 8 албуми. А реално не можеа ни 3 и 4 да создадат. Сакаш да ми кажеш дека сега се повеќе ќе гледаме клубови како Лестер, кои од собствена инспирација, желба, љубов, а не од пари профит со големи играчи, ќе стануваат шампиони и полека публиката ќе се врти спрема тие искрени, а не према состави потребни се кои само се милиарди. Неколку Да. пукнатини да се отворат и да протече браната, така. наречена фудбалска индустрија, и ќе видиш каква хаварија ќе се случи. Па еве гледаме како полека од италијанското огромни пари, тоа се ненормални. Навистина, тоа е надвор од сите. Се сеќаваш Фиго како рече кога преиде од Барселона у Реал? Да. За 54 милиона. Во тоа време беа ненормална сума. И вика, што мислите за вашиот трансфер? Вика, ненормална работа. Никој не вреди 54 милиона, а денеска е смешна сума. Да. И тоа Фиго го кажа многу добро. Значи, многу е, знаеш зашто мене ми се допаѓа? Овој пристап е по мене основата на оној чист либертаријански пристап. Поточно, пазарот сам да се изнедрува, а не на сила некој од страна заради профити. Нели, како големите компании денеска што не дозволуваат една мала компанија како Apple или Samsung, нема да ти дозволи сега ти да излезеш со некој продукт кој би им конкурирал. Ке те смачка. Еве го веќе така што Што мислиш дека пазарот е слободен, дека не е наместен, дека не е изманипулиран? Но имало периоди во историјата. Имало, да. Кога имало чисти и произведувало. Кога беше чист пазарот на музичката индустрија. Ама тоа е веќе далечно минато. Така е, ама е добар пример. Како? Еве, гостен ќе ми биде Васко Бумбикс. Човекот го знаеш. Да. Значи, уште го викаш Бумбикс, добро. Васко Бумбикс е он цел живот. Има своја телевизија дури и така натаму. Има телевизија груп. Значи, не застанува од свирење по турнеи. Мали клубови со не знам ни како се вика составот. Ќе го донесам затоа што е најзапознат групи, бендови Бернес ово. пропаганда, добро. Значи, Бернес пропаганда. Уште е со нив, значи. Не знам кој проект го тоа е. уште сега. Да, Бумбикс му беше пред. Сакам да кажам Кога беше тоа? дека јас сум фрапиран дека таа underground сцена не е уништена. Напротив, станува се појака и појака. Станува се, па погледни ти, еве гледај сега, овдека во градскиот парк имаме река народ кој дојдоа само да лани ова време беше за Дейвид Боуи. Филхармонија свири песни. Тоа е, нели, бидејќи не ги видовме никогаш у живот кај нас, ама што е? Зошто се враќаат на овие стари музики? Зошто име не е само барат нешто носталгија? ново. Значи, се враќаат на старите затоа што нема ново во понуда. Нема ново, па е токму тоа. Со задоволство проголтале нешто ново, автентично и нешто што е надоградено на нешто старо, но со сериозни нови, нели, зафаќања и како се вика, досегнување. Затоа си во право дека е добар овој пат, а публиката бара. Штом бара публиката, он нешто ќе се изнедри. Тоа е закон на термодинамика на универзумот. И пак ќе се навратам. Дали во твоето немање време да слушаш музика, знам дека немаш време ни да слушаш и затоа што нон-стоп работиш како музичар, и професионално, нели? И си ангажирани во... Да, се чудев пред многу години кога бев помлад. Кога го прашах Хју Корвел од Stranglers,
дали слушал музика и ми каже немам време, не му верував тоа. Не му веруваш. Сега знаеш како му било. Не му верував, мислам дека се правеше Джек. Нема, тој, ама и тие имаја договори подпишано за албуми. 5 години, 6 албуми или 7. И не можеа да ги достигнат, да ги донавјасат, да ги напечатат. Која не го откриле Џони Штулич. На времето. Колку сака албуми ќе има. Пак по прашањето ми. Да. Наслутуваш ли, има ли некое име, бенд, состав, нешто што вреди внимание, нешто што е онака некое зрнце. Знаеш, тие беше еден од први... Знам дека е тешко, ама тие почувствува, например, Нико, уште додека беше жива, мислам дека имаш ти слушано Нико. И денеска Нико е абстрактен поим за 99% од јавноста, а едно од најсилните уметнички, музички фигури кои постоеле. Џунглата која што стои помеѓу мене и она што треба да го откријам е огромна и густа и се вика преинформираност. Значи, тоа е џунгла од информации, од известија, од секакви можни... Тоа е како еден вид на запуштено поле, запуштена ливада во која што растат трња и секакви можни и ела снајди се таму. Безредие. И нели зборот е ќе одиш на Google или на YouTube, ќе напишеш па ќе се појави. Да, ама што да бараш? Сега не е проблем да најдеш, не знаеш што да бараш. Што ќе напишеш? Те молам Google најдобрата музика на светот да ми ја дадеш. И ќе ти ја даде? Ќе ти пери. Како не? Спонзорирано. Не може. Спонзорирано. Па нормално и тоа е спонзорирано. Нашето време, твоето време, беше време на комплетно неинформираност. Значи имаше проблем да ги дознаеш кои се членовите на омилениот состав. Да, побавно одеше се. Многу побавно. Имаше помалку. И тогаш имаше повисоки критериуми да го најдеш тоа што Имаше вреди. помалку имиња. А и помалку имиња, аха. А зборуваме за 80-тите години. Еве, Добро. Ние сме врсници. Така. И колку порта студија имаше во Скопје? 2, така. 2 и кај Врчаковски 3. Така. Значи, можеше да снимаат 3 бендови во денот. Во текот на денот значи реално, а не снимаат 3 бендови дневно. Значи можеше оптимално 3 денови. А денес колку можат луѓе да снимаат, да прават музика во... Сигурно во Македонија има неколку стотици студија. Сигурно. Не мора да биде тоа официјално студио, но може да снима секој што има компјутер и малку 100 евра микрофон. така. Микрофон. Не мора да се 20 евра. Сега за 100 евра можеш да направиш ето какво такво студивце. Blue Eyes. Да, и сега е конкуренцијата поголема. Види, Перока ми каза овде дојде, вика, ова е златно време. Ја, вика, знам колку ми било тешко да дојдам до не бас гитара, жици за бас гитара. Значи колку тешко доаѓало. мене. Знам, те прашу. Прашаме мене како ја набавив бас гитарата во 1979 година. Како е набави? Ми ја купи дедо ми. Печалбар. И ми ја купи дедо ми. И стигна, ми ја прати по авион. Добро. Во СФР. И отидов да си го земам и кај не може. Зошто? Не си музичар, ме вика. А ја дете, каков музичар, бев 8 деление. Како како да стана музичар? Ќе одиш во Здружение на музичари. Да се зачлениш? Да се зачлениш, а во Здружение музичари ти викаат, треба да полагаш. Како бе да полага? Шо си ти? Гитарист? Ај свири нешто? Ај свири народно? Ај свири забавно. И ти пишат после ПКВ гитарист. Полуквалификуван гитарист. ПКВ. И со таа картичка, ПКВ гитарист, одиш да си ја подигнеш опремата. Го направи све ова?
И чекај, но после викаат, не, вика, не може, сега вика, царинење треба, од кај да знаеме како да царине? Па чекав едно време дека си царин и на крајот, кога после добри 4-5 месеци Ти стоеше лежеше на царина. на царина, ми викаат, сега лежарина. Се плюс лежарина. Тоа беше златната СФР. Да. Знам. Лежарина за 4-5 месеци ми не плати. Зашто? Истото јас го правев кога дојдов со звучниците така. под мишка. Па вадев овакво, па словенците си живљава у златната овакво, како тоа ти ќе носиш. Звучник купуваш. Па дижоке, музичар, кај јас знам дека си ти диже. Па зашо би ги земал да му се не види за пропаганда на фичото доле Тито, не да. Болно. Фармерките ни ги соблекува у златното време, не смеевме да носиме фармерки, нели? Златното време. Не смеевме фармерки да купиш одна. Така што знаеме го... Види, и сега се слични работи. Денес еден куп држави штитат индустрија која што не постои. Например, Македонија ја штити индустријата за гитари, појачало која што ја нема. Да. Ти зема царина за нешто што носиш, зошто? Кого го штитиш? Или дај ми пари само. Или стално се... Никој не се прашува. Никој кога... Немаме ни автоиндустрија, па плаќаме ненормални царини за автомобил. Разбирам за патишта. Тоа одма би ги дал. И тоа 10-кратно повеќе. Сам, која логика? Или логиката арач. Да збира арач, луд без жал. Човече, оваа држава во турско време лаптоп не можеше да изнесеш ако да излезеш со лаптоп, мораше да го пријавиш на царина. Знам. Тие заштитни мерки се смешна работа кога немаш нешто такво. Или па на државата е арно што си зема пари си кај молчи си. Сакам да се навратиме на ова. Но затоа имаше имаше помалку бендови. Денеска има ти го спомна дека има куќни гитаристи, дека продажбата на гитари е огромна. Дека како никогаш тогаш само бенд купуваше. Сега секој што си има мерак, појачалце, ја не знам колку пријатели имам дома, познавам кои дома имаат гитара и си свири за свој мерак. Денес се нарекува златното време на гитарите, појачалата и педалите. И на синтесайзерите исто така. Сега е голема еуфорија во реставрирање на старите синтесайзери. Корг ги откупи правата и го произведува ARP 2600 синтесайзерот. ARP Одисеј? Да, Одисеј. Да, 2600. Сики го возеше, прв го донесе Скопје. Еден куп други аналогни синтесайзери се прават во нови верзии или реплики се прават, нели, официјално. Профетите повторно излегоја и така натаму. Значи денес луѓето дома се свират. Има и уште една интересна работа. Порано немаше од по 20.000 евра гитари и такви. Денес и тоа има. Тоа се викат адвокатски гитари ги викат. Значи нив ги купуваат само адвокатите за да се свират дома. Од кој друг има пари да да купи од адвокат? Се секаваш од нашето работење во 103-ка, првата ваков бран беше кога PC-ата станаа популарни и со првите саунд бластери. Да. Тогаш имавме едно море, еден наплив на нови автори, на луѓе кои никогаш немаше намера да земат гитара или да купат синтесайзер или да седне на бубни, но одеднаш се најдоа креативно. Во светот, еден од првите такви, мислам дека е како врвен артист е Aphex Twin, кој можам да го издвојам, а кај нас еден куп музичари од кои, па не знам, не се сеќавам Новоградска, мислам Новоградска остана, да. Роботек, не знам дали има нешто, не знам. Новоградска остана. Остана како музичар од тој цел бран. Така што има бенефит кога нешто... Ама Новоградска беше басист, свиреше баси пред компјутери. И пред компјутери. Значи компјутерот не го беше патен. Добро, сакам да кажам, од една страна е добро, од друга страна, кога музичар е гладен,
кога се бори за да најде инструмент, кога, како сите ти, излегувале ваков или таков многу подобар продукт. Точно имало многу помалку музичари и многу помалку бендови, колку што ги има денеска, ама затоа овие денеска не можат да остават белек. Тогаш оставаа белек. Еве, ај ја да сум носталгичар. Гледаш дека ти новиве генерации, Дечурланава се враќа на Цепелин, се враќа на Флойд. Погледни сега Дечурлана колку има на Флойд. Ама има уште една работа. А тоа се вика не постои интерес. Нема интерес за тоа. Значи, интересот за музиката не е подеднаков како пред 30 години, да речем, или не се сеќам порано. Кај кого? Кај публиката? Кај публиката. Значи, процентуално населението кој што живее е помалку заинтересирано за тоа. Бидејќи гледаме дека нема во општиот во секојдневието музиката е малку присутна. А тогаш беше многу, така. Колку пати сме полнеле концерти без ниеден плакат, со преку фиксен телефон, а нема сите фиксен телефон. Значи, се пренесува првиот концерт на Анастасија во МКЦ 1991 година ли беше или втора. Се сеќам на таа снимка со една камера од озгора некоја. Тоа беше распродаден со неколку плакати и со информација од уста на уста. И бидејќи не можеа сите да влезат, беше направен уште еден концерт. Значи без никаква реклама. Ништо. Значи помош никаква. За телевизија да не зборуваме или радио. Али имаше она што се вика баз. Интерес имаше, интерес. Интерес кај публиката. Ушите им беа начулени. Да, сакаа луѓето да одат. Значи не беше никаков проблем да се наполни сала од 400-500 луѓе, значи без реклама. Без реклама. Без да те знае никој, бидејќи Анастасија до тогаш тоа беше првиот концерт воопшто. Првиот воопшто концерт настап. Никој да. И ова се нови услови, нови околности и кој како плива во нив, така секој време е тешко, специфично на свој начин и бара интелигенција, знаоѓање, способност за разузнавање, откривање и нема да се повторат 70, 80, 60. Така ништо нема да се повтори. Нема да се повтори. Но излегуваше музика која остави вечна трага. Ама буквално. Природно. Денеска дали тоа се случува, не знам. Ќе биде потребно историски мора да има дистанца за да го препознаеме. У моментов не знам. Па преинформирани сме. Така. Преинформирани се. Мене ми е стравот дека се уште постои едно такво силно разводнување до безличност на целата воопшто култура, не зборам само музичка, воопшто, да едноставно стварно имам желба да идам во иднината само за да дзирнам што ќе биде. Така. Добро. Кога Милан ќе биде шампион, да земам на... Многу ќе ти треба патување. Па затоа 50 години, велам. Ако има воопшто фудбал за 50 години. Ако има, да. Да, ќе биде као крикет, најверојатно. Ќе го правиме пак на 103-ка тогаш, на стари години. И еве го готра, топката скокаше. Шега на страна. Мене ми е тоа дека стварно ќе иде до безличност. И ја имам проблем. Еве, например, како да ги препознам? Ме контактираат артисти. Која те контактира, знаеш дека има порив, сака да се наметне и така натаму. Не можам да бидам критичен, им давам на сите шанса, ама на 103-ка имав критериум. Кој ми доноси овакво? Што? Ма ја не те пуштам. Зашто бе, Јанко, слушни го? Право види си го омотот, бе. Ти со ваков омот не поминуеш кај мене. Камо ли музиката да ти ја слушам? И тоа беше арогантен пристап, нели? Ама да. Мене ми е страв дека во таа преинформираност
музиката како уметност станува се понебитна. Значи, немањето интерес станува се понебитна. Колку она може да Се остане согласувам. како уметност и покрај условите кои ги губи. Тлото го губи под нозе. Да направиме Аналогија. Како се вика, да дадеме еден пример. Ајде. Колку пати во последниве 10 години може би си направил, ама колку пати си ставил CD, MP3 и си згаснал светло и си слушал музика. Многу ретко. Него ретко. Порано тоа беше секој ден вече си го правев. Неколку часови во денот, слушање музика фокусирано. Да, фокусирано слушање музика. Јас не го правам истото. Не можам. Денеска имаш ти радиоводители, имаш музичари, имаш диџоки, не слушаат музика. Да. Второ, веќе музиката се во наводници слуша, викам во наводници се слуша и со очи. Никој не сака да слуша, сака да види. Спотот. Веќе музиката ја гледа и мора да гледа нешто. Еве додиме и на како се вика, на ниско ниво. Нели, така наречена музичка квази порнографија, која што постои насекаде и која што за жал најголемиот процент од нашиот народ е конзумент на таа порнографија. Значи тие гледаат, не слушаат. Еве, тоа музички емисии не постојат, ама постојат се уште можеби контакт. Не гледам телевизија, ама се сеќавам на оние разговори. Кои се вашите впечатоци од снимањето на спотот? Значи тоа е едно од најчестите прашања. Кјути, го има уште... Значи, треба да кажеш впечатоци од снимањето на спотот. Да. Прилика ме асоцира како си поминавте на екскурзија низ Македонија. Кои се твоите впечатоци? Екскурзија е интересна работа, извини. Напиши ми состав. Моите впечатоци од екскурзијата во Крушево. Како се запивме на балкон, Џоле падна, кога се прекачиеше да ги дирка женските у соба. Вулгарно е, така и заслужува. Почнавме да слушаме музика со очи, а не со уши. Ако се сеќаш, Брајан Ино, тоа го викаше многу одамна. Ма тоа не е слушање музика. Тоа не е слушање музика. Значи, јас го карикирам само. Значи, Брајан Ино, уште кога извади амбиенталниот, првиот амбиент, Disket Music, он викаше, луѓето и после заве 32 Sound Blasterот, која ги даваше за програмите за генеративна музика, дека идните генерации во иднината ќе ни се чудат како сме слушале иста песна 3 минути. На шо личело тоа? Значи, тоа е она дека музиката ќе стане како дел од амбиент. Нешто свирка, ама не се фокусираш. Да. И едноставно поминува. Колку да е пополни тишината. Во најголем случај, од случаите денес, музиката е заднинска појава. Слушање у кола. Да, нешто... И они мислат дека слушаат музика. Да, тоа не е слушање музика. Заради благодарение на оние конзументи во кола, постојат радиостаниците. Кој слуша денес радио? Тоа е како некој да те праша, читаш нешто? Читам. Facebook статуси. Или пишуваш ли уште? Овој си мисли дека оти новинари... Твитер, да. Не, отие новинар си мисли, јас пишувам, не пишувам повеќе, вика, не работам на овие. А ја вика, пишам. Шо пишеш, бе ти? Абер нема се пише. Не бе, вика, пишам енглески. И шпански, вика, и шпанско првенство пише. Пише енглеско првенство, добре. Прилика на тоа се сведе. Слушаш, пишуваш, читаш, овие глаголи што ги спомнав, што подразбираат? Така е. Читање, гледањето е читање, така запазувањето со увото е слушање, музика не е. Па ја гледам и по новите генерации. Пишувањето е што? Ја прочита, ја знаеш Ратимир, како не, го гледа филмот. Да. Така ги пишуваат лектирите. Или 99% се на
Знаеш дека ги има сите лектири Да, на прераскажани. интернет, прераскажани и ги даунлодираш и ги препишуваш и ги даваш како свој. Па не, и тоа, не се читаат и книги. тоа ќе им стане тешко. И тоа ќе им стане тешко. Набрго и тоа ќе им стане тешко. И Бара- како се вика, добро прочваканите Да. книги прераскажани, да. И тоа ќе стане тешко. Можеме и подолу ние како Пак се како враќам човештво. на она што сакам како теза да го извадиме, пошто бидејќи не планирав, ама еве спонтано дојде тој муаве. Музичар кога е гладен, кога тешко доаѓа до инструмент, произведува многу по-добри дела. Денеска имаме, еве конкретно кај нас. Државата даваше субвенции за музичари да создаваат македонска музика. Ја Државата сакаше нешто добро да направи, ама кога не знаеш, сакам ова треба, да кажам. Не само да се Да сака, довршам. треба да се знае. Да довршам. Значи, не произлезе музички вреден продукт со можеби честни исклучоци и за тоа ќе ми треба временска дистанца да го препознам. А сепак исти тие музичари далеку по-креативно, далеку по-квалитетно, кога плачеле и молеле микрофон да поземат за да може да сними. Значи, очигледно дека уметноста не трпи конформизам. Уметноста бара да биде исцеден. Ван Гог да се вратиш и да му дадеш со кафето и некое круасанче, кој знае дали би бил таков како што бил. Да можел да си ја плати и киријата, да можел и така натаму. Прашање е, дали уметноста само се израѓа во состојба кога умот е во пеколот, кога ситуацијата не ти е баш добра. Бидејќи ретко, не знам, можеби Пикасо во последните години и Дали во својот конформизам можеби да изваделе нешто што и така натаму. Сега ме ставаш во една незгодна ситуација да... Пошто и сега и ти си во помирни води, а твориш. Прашање е што е уметност. Тоа е Добро. Креативност, еве. Долга тема, нели? Не се фаќа и за семантика. Да. Еве креативност збориме. Да создадеш секое нешто. умење е уметност. Некој што од таму и доаѓа зборот. Од уметност доаѓа од умење, не доаѓа од... Некој ќе рече од ум доаѓа. Не. Од умење доаѓа, од да умееш. Турскиот збор за уметност е санаје. Санатчи е уметник. Ние занаетчи, викаме. Оној што не е уметник, па ние сме го зеле зборот. Санатчи, турскиот, за оној што не е уметник. Кој е самоправи, какви има јазични замки и стапици. Не, тешко е да се разграничат работите. Нели, го слушнал зборот естраден уметник. И како не? Тоа е мејнстрим збор. Да. Значи, го употребуваат зборови што не знаат што значат. Например, се запрашало некој што значи зборот естрада? Никој. Тоа португалски збор што значи улица. Значи, естрадни музичари биле уличните музичари, оние што се свиреле на улица, оние што не се од школа. Значи, што се од улични музичари. Одличен е тогаш насловот за Ама не знаат, кого се го употребуваат зборот, а не знаат што значи. Одлично што го употребуваат и без значење, точно го употребуваат на такви. Како цивилизација, ние луѓето од 21-виот век и од крајот на 20-тиот век имаме голем проблем. Нашата цивилизација е прикрај, ги гори своите последни фитилчиња од пред експлозија и во една таква ситуација, не викам дека ќе се случи некоја катаклизма. Цивилизацијава како таква е при крај. Има многу показатели за тоа. Нема да ги спомнам. Но има многу показатели ако луѓето што
што следеле историја на уметност можат да видат при крајот на римската цивилизација што се случувало, како изгледала уметноста или античката цивилизација, како изгледале скулптурите, што се појавило, како изгледал, например, римскиот сенат при крајот на Рим, кога римската цивилизација била при крај. И имаме многу показатели, сличности со тоа. И оваа конфузија заради тоа. И ние зборуваме, викаме, се надвикуваме, цркаме, што викаат во Верес, и не се разбираме и не се дослушуваме. Се мразиме еден со друг заради став, заради мислење. Едноставно го мразиш ближниот твој затоа што е жив и затоа што е ваков или онаков. Во една ваква ситуација на немање љубов, на една непостоење на никаков критериум, никаков пат, тешко е да се комуницира. Тешко е да се комуницира на најелементарно ниво, по пат, возејќи автомобил, низ сообраќајот, знаеш се што се случува. И тешко е да се комуницира и преку уметноста, преку песната, и преку книга, преку филм и било кој друг израз на човековото творештво и креативност. Тешко стигнуваат информациите, не се разбираме ние луѓето еден со друг. Сме ги измешале по имите. Зборуваме за љубов, а мислиме на секс. Знаеш, и не знаеме што правиме воопшто. Не глумам никаков пророк, ниту пак човек кој што смета дека знае дека нешто утре ќе се. Може би се случи нешто за 100 или 1000 или 10.000 години, но тоа уште полошо ќе биде. Значи, ќе се развлече ова агонија, уште повеќе. Се вртам околу мене, гледам наоколу што прават луѓето мои и не можам не можам да го прифатам, го разбирам, ама не можам да го прифатам како нешто свое, како нешто што јас сакам да го живеам. Не можам да се впуштам во борба со разјарени луѓе кои што се закрвени еден на друг. И се помалку и помалку го напуштам Радишан и одам до работа само и се враќам назад. Си викам да е можно да постои некој, да е можно и да не возам кола некако, далеко ми е пешки. Веќе и сообраќајот ми е, возењето низ градов ми е тешко. Во 80-тите години на минатиот век, Партизанска беше речиси празна. И имаше паркинг, сите згради, руските згради во Тафталиџе или во Карпош, секаде можеше да оставиш автомобил да паркираш. Сега точак не можеш да оставиш. Сега, јас и ти седиме и зборуваме на телевизија и ова некој може би го слуша, може би не го слуша, многу мина може би ја свртеле програмата, но и тие што слушаат, не верувам дека некој ќе доживее просветление и ќе... Стихијата е многу силна. И еден човек има проблем да се промени себе си. Најтешко нешто и единствено можно
во овој живот е да се промениш себе си. А да промениш друг е невозможно. Никој никогаш никого не променил. Секогаш човек се променува самиот себе си, а тоа е најтешката работа, но единствената можна. И не верувам дека после овој разговор со Дечис некој ќе седне и ќе се промени. Дури и да почне, ќе се сопне на првата препрека, бидејќи стихијата е многу силна, како поплавите од минатата година што дивеја низ Стајковци и оној дел од Скопје. Jednostavно не ќе те повлече и ќе те однесе. Но сепак треба да се има вера во Бога и само тоа е единствениот излез, единствениот спас. Затоа што оној кој што го создал се во ова има и план, и идеја, и замисла, и промисла. Како и докаде се во ова може да оди за да има смисла. Без разлика што и ние имаме собствена волја и по таа собствена волја го водиме светот таму каде што го водиме, значи во лош правец, но веројатно треба да се доисполнат работите за да се исполни на другото. Одиме да илустрираме со твојата музика од театарската представа Бура, па ќе направиме кратка пауза и се враќаме назад во студио.
Went on the words all wrong. Went on the wonder, right on the ways went wrong. Waiting on the wonder, right on, so I come to wrong. Digging in the room tonight into the dawn. 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 What did I do but to the run of now? And then the lungs, the wise on to wise. Why did I run into the ruined walls? The rise of nose, the rise on to the walls. Leading up to the land up to the north. When it'll do all. Little to play, get that dog. No, I can't show you. Ова е саботниот настап Jam Sessions со Дамо Сузуки во Куманово. Дамо Сузуки. Од Кен. Од Кен. Германската крафт група Да. Кен. Култна. Дамо Сузуки е, да, нивниот пејач, бивши, нормално, бидејќи и групата не постои одамна. И тој изминативе 10 и повеќе години работи, шетан из цел свет и свири со локални музичари, значи музичари од местата каде што ги посетува. И исклучиво на прва. Без Ова е договор. сешн, сакаш да ми кажеш. Без договор, значи. Не. Без договор. Да. Еден од условите е тоа да е сешн. Само тонска проба имаше со нас, ништо друго. Значи лајн чек и толку. И кој? Ти го следиш него, он те следи тебе, како? Не, тој се почнуваме и свиревме јасно во градска и Срđan. Аха. И ние свиревме, тој се Ова е лепи на музиката што свириме. Самиот импровизира. вау. Да. Интересно Ова е како го- буквално, значи, Да. прва, не. Ова во Куманово во рамки на Не во рамки на ништо. Ова е концерт. концерт на Дамо Сузуки. Да, Дамо Сузуки Network. Браво. Браво. И Знам колку ги сакаш и ги почитуваш и нели само на 103 ги имаме свртено овдека Да. овие како се вика Кен, така што иако имаше некои соработки сега и нешто обработки, преработки тука и со некои понови музичари, но добро. Да, Да не се имаше. задржуваме на Кен, тоа е веќе античка историја, но драго ми е за ова и ќе ти остане во CV-то. Навистина ти имаш доста колаборации, инаку нели најпознато твое од времето се Сарацени, кога нели направивте бум што направивте, потоа Апореа, Падот на Византија, Анастасија, Мизар и потоа веќе кога човек очекуваше од тебе дека можеби ќе се занимаваш со одгледување на органски зеленчук, ти почнуваш толку активно да се занимаваш со музика и тоа на турне и сериозно. Имено, како се врзавте со приказнава со Дајнела Кајне? Ете, на 103 ја прв пат се запознав со нив и мислев германска група, ја не знаев ни за Велјанов дека е наш човек и така натаму и така натаму. во 2003 и 2004 година Александар Велјанов Хофман после долго време дојде во Македонија и иако јас знаев за него и тој знаеше за мене, ние никогаш се не бевме виделе во животот свој. Заеднички пријател ни беше покојниот Тихомир Спировски. Бог да го прости. Тие беа едно време и цимери во Берлин во 80-тите години и на тој начин знаевме еден за друг. Значи, музиката пред се. Јас Падот на Византија во тоа време, тој знаеше мојата музика, исто како и јас нивната. И следеше еден период 10 години кај што немавме никаков контакт. За некаде 2003 година
откако тој прв пат дојде после, може би 15 години во Македонија, да би формално да се запознаеме и да почнеме да соработуваме. И првата наша соработка беше на неговиот соло проект под името Велјанов. Албумот Порта Македонија 2008 година издадена. Ако го спремавме тој албум веднаш, само што завршив со Кобна убавина, почнав да го работам тој албум. Порта Македонија. Да, Порта Македонија. Уште ги имам дуксерот што ми го подари Велјанов. Да. И значи почнавме од 2004 да работиме до 2008 го направивме албумот. Направивме една турнеја и промоција из Германија. И да. Ти си на овој концерт? Да, јас сум овде, само треба да се бавам. Од другата страна си, добро? Да, десно од Велјанов сум. И тоа беше нашата прва соработка, значи 2008 година, тој албум Порта Македонија. Потоа планиравме да направиме уште еден таков или сличен излет, но од оправдани и неоправдани, приватни и субјективни и објективни причини не дојде до тоа. За изненадувачки во пред неколку години, значи 2013 година, 2014, да ми Александр да ми пише имейл, ми рече дека ќе ми се јави Ернст Корн. Ернст Корн е вториот човек или композиторот во Дајна Лакајн, за да ме замоли за дали сакам да настапувам во живо со Дајна Лакајн. Тоа беше крајно неочекувано за мене, но со задоволство го прифатив и од 2014, еве 3 години настапувам со нив. Член сум на групата Свири во живо. Да, и официјално веќе на Википедија и стои Горан Трајковски. И свирам во живо, значи со нив, не на албум. Од тогаш немаат сниман албум, значи работев на промоцијата на албум и сега на ова година 30 годишнината од постоењето на групата, јубилејната турнеја која што се одолговлече и за следната година, уште еден дел. А кога излезе албумот нов? Последниот албум на Дајна Лакајн е 2013 година, се вика Кристал Палас, а го промоивавме 2014. Всушност 2014 излезе, работен на 2013. Тој албум. Тоа е пријатно изненадување за еден, како да го кажам, dark wave, pop, електро бенд од 80-тите години, да обстане и до ден денеска. И не само тоа, твоето искуство е многу интересно од турнеите. Значи, дека постои една сериозна фан база на Дајна Лакајне кои идат на концерти, се полнат салите. Ти како што те разбрав, кога ќе се вратиш, имаше неколку турнеи со нив, и тоа подолго да траат, празна сала, тоа не постои таму нешто, дека концерти. Ти изненадува ли, пријатно ли ти е, мислам, очекувано ли е тоа? Или тоа е голем пазар, па секогаш имам простор за... Прво е голем пазар, но оно што го спомнавме во првиот дел од разговорот, дека концертирањето е живо и постои интерес кај публиката за концерти, за разлика од ова. Ова не се дава пари. Сега, она што е малку поинаку кај нив и е дел од нивната култура и начин на живење е планирањето на времето. Јас завчера ги добив датумите за следната година за концертите. Година дена однапред. Да, така. Исто така беше и со ова година. Тие ги планираат однапред една година и почнуваат со Извини, режија, ова е сингло Дајна Лакајнен, ама не го давај у кадар затоа што YouTube нема да ни дозволи да ја поставиме на YouTube емисијава после аплоуд. Значи може само у позадина, остане нас у кадар да продолжиме. Значи застанавме кај датумите за следната година за турнејата. Да, и се договарат однапред и картите се продаваат, ако не една година однапред, барем 10 месеци однапред. Значи картите се 10 месеци на билетарница или во агенциите за продажба на билети.
со добар попуст нормално и дел од нивната култура е да купуваат однапред и да штедат на тој начин и да си го планираат времето, што е за нас неприфатливо, да речеме. Прв пат се случи. Стинг ден после објавувањето е распродаден концертот. Добро. Ама требаше Стинг да биде. Да. Нели? А ти добро памтиш во најголемата ера Анастасија, првиот концерт во Универзална сала со огромна реклама, со огромен интерес, на врата се купуваа карти. Кај нас стварно немаме таа навика. Иако еве полека се менува таа ситуација, ама уште треба време. Така, значи, јубилејната турнеја на Дане Лакаен е во 2 години е распространета. Оваа година се Само во одржа... Германија? Само во Германија. 6 концерти се одржа во глава во филхармониските сали во градовите. Значи, во Хамбург, Берлин, Штутгарт, Лајпциг и заборев уште кој град беше. А втората година? Вторава година во останатите поголеми градови во Германија се карти се продаваат однапред и се распродадени воглавно. Например, Лајпциг беше продаден 3-4 месеци пред настапот. И постои навика, се купуваат карти. Иако морам да кажам дека исклучително скапи карти. Се помеѓу А добро, Дане Лакајне има ли намера да продолжи со својата активност или Велјанов или не знам нов албум, нешто? Сега си ти официјален член. Да, за нов албум не знам, веројатно ќе дознам следната година или ако ми кажат, но не знам кои им се плановите, а активни се, концертираат. Концертираат, ама претежно во Германија. Имаат ли намера да настапат овде или низ Вака, Европа? значи, Дане Лакајн е малку погломазен проект. И немаат толкава база на публика во странските земји. Во Германија полна по неколку илјади без проблем, значи, но во другите места свират во сали од по 500 до 800 луѓе. Настапуваат по Португалија, Шпанија, Франција, Полска и така натаму, но воглавно како дуо, значи на акустик им се вика проектот, Дане Лакајн акустик, само Александар Велјанов и Ернст Хорн на пијано. И во таа постава веќе е поевтино и по мобилни се настапуваат. Лесно се оди во инаку опремата на Дане Лакајн во камиони се обира и малку е по незгодна, нема толку публика за да се тргне со камион. Како ти е на турне? Па одлично. Како музичар, еве, доаѓаш од овие простори кај што не си навикнат на педантност, дисциплина и така натаму. Како ти изгледа таму каде што е се стокмен? Турнејата со Дане Лакајн ми е како одмор. Како на одмор да одам со не кампуваме, добро, ама кога одиме со најт лајнери, со трейлери, Тоа се они автобуси за спиење, да. За спиење, така. Тоаш ми е како да сум буквално на одмор, патување секој ден и така натаму. Ова турнеја јубилејнава е хотелска, значи викенд турнеја таа е поинаква. Но Германија е најпедантната земја за концертирање. Постои усогласен ред на однесување и тоа е германците се кон сите така. Тоа им е начин на однесување и нешто што не е љубезност, туку правило. По правило така се однесуваат. Секој што бил, а има луѓе кои што свириле во Германија, нели, може да ти потврди и Васко, утре и заутре, свирал во Германија, ќе ти каже, нели. Да. Има и доста луѓе свириле из Германија, ќе кажат која е разликата меѓу Германија и Австрија, да речеме. Да се префрлиме на твојот последен проект, имено правиш едно големо заокружување на својот опус. Да не ме се фаќај за семантика, јас сум лош. Театарски. Театарски опус, добро.
резултираше првен со овој феноменален концерт, многу гломазен, многу голем. Тој е на Светов Убавина. А YouTube не дава и ова да се пушта? Не, ова може Ама да се, може. ако не си стел копирајт. Не, не сум стал. Епа, ако си стел копирајт, вечер ќе ме уапсат. Не сум стал. Ќе ми удрат 20-30 пендрици. Значи спасен си. Добро е. Режија можеш да го даеш у кадар. Да. И го издаде ова CD. Имаш негде нешто да зумираш? CD-то е, нели, и во продажба, ама и онака... Не е во продажба. Не е во CD-то се отиде во еден тираж од покојна Теа Модерна. И маната го издаде како промотивен материјал, нели? Вака, ја нема да ги разделам, ти ми донесе повеќе примероци, еден ќе зачувам за мене, за слушање, и еден ќе зачувам да го имам како што си ги чувам сите твои албуми по два примерока, еден за слушање, еден да остане во архива. А другиве ќе треба некој да ме убеди дека стварно има CD дома и дека стварно ќе го слуша, дека нема да му дреме укола и можеби ќе се смилувам да му го дадам. Нема да ги раздавам. И само да знам дека овако, едноставно може да ја најде музиката на YouTube и така да ја слушам. Да. Но ова е гломазен проект. Како ти беше предизвикот, бидејќи си работел со луѓе, знаеш колку е тешко сето тоа да се усогласи, особено ти кога си лидер и така натаму, сепак си креативец, не си менаџер, ја немаш тоа. Сепак овдека има една мала армија, еден цел одред од музичари, феноменални имиња, Арна Шијакен, Лена Христова, Марија Ѓаковска, Петар Христов, да не ги набројувам сите, може да се видат овдека. Можеш да ги даеш узом, ако не ти е тешко, да им направиме почит спрема овие големи музичари. Не, има добар зум. Остего нек се да го разбрда, малце ми задрема камермани. Еве вака, и сега фативме. Како си задоволен од концертот и од сево ова? Во право си е за нас поприлично, нели, луѓе кои што не сме педантни и уредни толку, проект со 15 луѓе на сцена и уште 5 вон сцената, беше напорно да се сработи, но резултатот е задоволителен и убав, радосен, затоа задоволство ми е што работев со овие луѓе, што ми помогнаа да го заокружам ова 10-годишно театарско CD, значи избор од театарски песни од театарски представи, да бидам прецизен. Ова не е театарска музика. Да, ма не е нагласено овде. Овде се имињата на песните, ама не и од кои театарски представи, например, како Затоа што нема место. Стави на Facebook профил барем да го имаме, да ги знаеме песните од која представа. Можда на YouTube има. Ако нема, ќе додадаме. Добро. Мислам дека има. Добро. Но овдека не завршува твојот опус. Од 2013 до денеска има уште представи, уште музика. Има. Што ти е следниот план? На ова есен ќе го објавам следниот албум кој што се вика Тешкиот глас на новите химни. Снимањето ќе заврши деновиве, поточно во текот на јули. МКЦ ќе го издаде веројатно Чекај, во текот ова не на е есен. театарска музика. Не. Ова е оригинална твоја музика. Да, ова е фалсификат. Да, ова е значи ќе биде оригинална. Немој, знаеш дека ме знаеш од 103 дека сум лош у семантика, не ми фаќај сеир. Што да правам кога си ми симпатичен? Симпатичен си ми кога грешиш. И морам да те чепкам. Да, добро, фалемендерит. И значи ова е театарска музика, а следното CD ќе биде пак со Требаше да кажам наменска и ненаменска музика. Пак ќе има парчиња од театар, всушност најмногу изминатиот период работам во театар и всушност сите идеи што ми се раѓаат или ги ставам во театарска представа или ги тргам настрана, а пак се работени за
некоја намена. Стилски каде ќе е овој албум, бидејќи ја нешто слушнав Да, од него слушна. во јануари месец. Ако овој беше работен со 15 луѓе и со воглавно нели класични инструменти, овој ќе биде работен со така наречен рок н рол инструментариум, 3 гитари, бас, саксофон и тапани. Кои ќе бидат другите члени? Еве, Новоградска, како постојам, мој придружник на живите настапи, Игор Василев, потоа Мите Димовски, од студио Трала, или бивши Архангел, сегаш на Темпера, потоа Благоја Неделковски, потоа Петар Христов, кој што исто соработува на овој албум со мене. И мојот драг пријател и веќе долгогодишен соработник Сецко Сејат Хаџич на гитара. И со Сецко, браво. Да. Види, овдека имаме еден бубњар кој е многу жесток. Имаме Сецко кој е исто така многу силен изразот, што значи дека ова ќе биде малце така по Прашање по гитари. гитарска ориентирана. Да, исклучително. Исклучително гитарски албум. Песните се многу добри, уште ги памтам. Не направив тој безобразлук да ти ги дам, иако ми рече дека ќе ми ги можеш да ми ги дадеш и така натаму, не се потресуваш ти многу околу тие работи. Но ја едва и чекам финалниот продукт, сакам да го слушам. Скоро ќе биде. Неќам да седнам у студио да ги слушам додека се ова фусот не ми чини да е појако, да е гитара позадина и така. Сакам кога планираш да излезе овој албум? Па МКЦ веројатно ќе го издаде во текот на есента. Сега не можам Значи точно МКЦ го издава. Браво МКЦ за го нив. издава и промоцијата, концертната промоција, значи првиот концерт ќе биде на 15 декември во МКЦ. Значи од сега до тогаш ќе снимаш. Многу Не. амбициозно. Не? Снимањето ќе го завршам во теков на јули. А така? Па треба се прават проби. А после за концертот проби, Да, така? треба се прави материјалот, сат и пол, два, нема да има доволно материјал на CD-то, ќе мора нешто дополнително да се направи и да тоа се подготви. На сцена си или вокал, или басиста, или чепкаш по оние интересни гаджети ала Жан Мишел Жар. Овој пат се. И гитара? И гитара, и... Што значи чепкање, Зограф и појачалото пеење. ќе биде на бина. Да. Ќе биде. Зограф е појачало кој прв пат го видов кај Горан Трајковски во неговото лично студио. Човек наш од Охрид кој произведува феноменални појачала. Ја го поканив, за жал не прифати да дојде гостим во емисијава, да го промовирам, ама заслужува цела емисија. Феноменален звук. Од Маршал не сум чул подобар звук. Искрено да ти кажам, ова е најблиско што се доближило до овие лампаши. Неверојатни таленти излегоа кај нас во последно време. Има луѓе, тоа е... Јован е самоникната појава. Да. Значи, или ако се правиме, нели, ќе да правиме мистификација, тоа е, ќе речеме, наследник на старата древна охридска школа за лемење и радиомат, уште кој се влече корени од времето на цар Самојл. Горан, ти си сериозен уметник. Ти си човек кој стварно своите дела ги остави како ремек дела. Ги направи перфекција, едноставно. Викаш, ми беше дадено, ја морам тоа да го сработам како што... И никогаш не се карикираше со својата музика, со своите текстови. Што памет ти беше тебе со мене да почнеш фудбалските преноси да ги правиш? Мене и ден денес не ми е јасно. Ја уживав со тебе. Блиски сме, пријатели сме, ама кога ќе видам, мене ми е просто неверојатно Горан Трајковски уметникот и Горан Трајковски со мене готра со фудбалот, ама уживавме тогаш. Тоа време уште не стоја на дресовите имињата на обложувалниците. Бет 365 и така натаму. Значи, зборувам за едно време каде
условно речено, ете, почетокот на крајот на невиноста на фудбалот. Или, нели, сега, затоа фудбалот ќе тресне. Сериозно ќе тресне. Затоа што се помалку е игра, се повеќе е манипулација. Се помалку е забава, затоа и не ги правиме више преносите. Да. Гледаш, зошто си рекол ти за оној? Колата ќе ти ја запалам, децата ќе ти ги убијам. Ти се молам. Ај, викам, крши глава. Будали, психопати. Викам, а зошто би го направил тоа? Па вика, за Јувентус обично ја ги дрочам, нели, заради Ањели, кој е едно најголемите ѓубриња што се појавил Олигарх. како олигарх, Да. кој Манипулатор. Олигарх и газа. манипулатор. Да. И обично заради тоа ќе ги речеме, они не го перцепираат тоа и зашто ти, ја ќе те убијам, да викам, а зошто би ме убил ти заради Јувентус? Вика, јас сум вложил во клуб. Што си вложил? Што вложил? Па, не знам. Ама- Тој име не. Ја вика сум вложил цел живот во тој клуб. Најинтересно ми е Сега, не мора Јувентус. кога- Сакаш Челси, сакаш Милан, сакаш Реал, сакаш Барса. Исто психопати. Исто психопати. Најсмешно ми е кога македонски навивач за Барселона или за, не знам, за Да. Манчестер, ќе Да. рече, или за Јувентус, ние победивме. Ние вече. победивме. Како тој Се да е играч, идентификуе. како да е играч на клубот. Глобализација бе го треба. Ама како кои сме тие ние? Каква ние? Кои се тие ние? Глобализација бе го треба. Што глобализација? Или 2000 километри е далеко од таму, 3000. Не, нити е на татко му клубот, нити... А може еден ден ќе речат у Барселона кој ќе освои Ние титула. победи. Слушај, Изгубивме имаме фан вече. база сега, вика. Како би изгубив? За титулата ќе поминеме под триумфална. Неверојатно. Горан, многу ти благодарам, многу успех. Ти благодарам за твоето гостување вечерва и ти благодарам за навистина имаше продуховени мигови и а јас ти благодарам пред се за музиката, ми го разубаве животот на страна дружбава лична што имаме. Ова се навистина работи. Фала му на Бога за се, од него доаѓа се што е добро. Се што е лошо е од мене. Почитувани гледачи, со дел од концертот на Горан Трајковски на светот убавина и го завршуваме вечерашниот разговор.